На 6 јуни 2011 година, 14 на минути по полноќ, за време на прославата за победата на ВМРО-ДПМН на предвремените парламентарни избори, животот трагично го загуби Мартин Нешковски. 22 годишното момче било дел од прославата на плоштадот Македонија, кога според штурото објаснување, припадник на специјалната единица Тигри кој бил во премиерското обезбедување го турнал поради наводен обид да му честита победа на тогашниот премиер Груевски. Момчето лежало мртво на земја и покриено со кеси во близина на зградата на МЕПСО. Полиција имало, меѓутоа според таму присутните не реагирала, бидејќи ја обезбедувале партиската прослава. Подоцна за убиството на Мартин Нешковски беше осуден Игор Спасов на 14 години затворска казна. Спасов за време на процесот негираше дека го убил момчето. Спасов беше осуден, меѓутоа не одговараа ниту негови надредени, ниту тој што ја дал усната наредба да дојде вечерта на плоштадот Македонија. И секако остана отворено прашањето: зошто тогашната министерка Јанкуловска, иако знаела за случајот, дозволила да се крие од јавноста? На 8 мај 1999 година беше потпишан договорот за купопродажба на акции од рафинеријата Окта. Во име на Република Македонија потписници се Борис Стојменов како министер за финансии и Маријан Ѓорчев како директор на Агенцијата за приватизација на државно земјиште. Окта ја купи грчката компанија Хеленик Петролеум. Договорот сам по себе е спорен во повеќе делови. Обврски кои државата ги презема на своја штета. Обврска за купување на енормно висока количина на мазут од страна на Македонија, а грчката компанија добива ексклузивни права, на пример повластени царини. Низата на арбитражи црпат милиарди евра од македонскиот буџет. Пресметката е дека од Македонија на сметката на Хеленик Петролеум годишно се одлеваат 45 милиони евра во период од 20 години. За штетата по буџетот на државата не одговараа ниту тогашниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, ниту потписниците Стојменов и Ѓорчев. На 16 ноември 2007 година при грабеж на комерцијална банка убиено обезбедувачот Маријан Бабики. Уште две лица беа ранети при грабежот. При тој грабеж беа украдени 11,4 милиони денари, 18.000 евра и 1.500 американски долари. Материјалната штета беше надоместена, но никој не одговараше и никој не го пронајде убиецот на Бабики. На 20 ноември 1993 година на Тројани се срушил авионот типот Јак-42Д на Авиоимпекс, кој се враќал за Скопје од Женева, но бил пренасочен кон Охрид поради лошите временски услови на скопскиот аеродром. Сите 8 членови на екипажот и 115 од 116 патници загинале. Единствениот преживеан патник им подлегнал на повредите неколку дена подоцна во Охридската болница. Повеќето патници биле југословенски државјани со албанско етничко потекло. 4 членови на екипажот биле руси, а 4 македонци. Меѓу патниците имало и функционер на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации. Истрагата покажала дека се работи за грешка на пилотите. На 12 април 2012 година, на Велики четврток крвнички беа убиени 5 лица. Убиените се 4 момчиња на возраст од 18 до 21 година од населбата Радишан. Филип Славковски, Александар Накевски, Цветанчо Ацковски и Кире Тричковски, како и Борче Стевковски на 45 години од селото Црешево. Обдукцијата врз убиените покажало дека во нив е пукано од 3 типа на огнено оружје. Првостепената пресуда е доживотен затвор за Алил Демири, за Африм Исмаиловик и за Агим Исмаиловик за 5-кратното убиство, а истата пресуда е потврдена и од апелациониот суд. Алил Демири и Африм Исмаиловик по масакрот побегнаа во Косово и се уште не се екстрадирани во земјава. Никој од надлежните до ден денес не презема ништо за истите да бидат вратени во државата.